Многу цветења на мирот во денешното студио, создадени од златната рака на Живко Поповски Цветин. Еве со другиот кадар ќе видиме и преполната или богатата маса со цветења на мирот. Еве да, а Живко ни е овде заедно со нас. Добар ден, добре дојдовте. Добар ден и добре ве најдов. Поздрав до вашите гледачи. Како сте денеска, добри? Па одлично, еве. Донесовте, јас се фатив за глава. Волку различни видови на цветења, досега и не ни била волку богата масата. Вчера беше денот на независноста, бевте доста активен. Па да, вчера направив така еден плакат за денот на независноста, 29 години нели од независноста на нашата држава. Така да тоа ми беше еден предизвик, зашто нели на сите ни е од особен интерес тоа. Па вчера така малку отидов на саемот, па меѓу книгите, меѓу љубителите на книгата, меѓу издавачите на книги и така натаму, едноставно малку да се дружиме и да го чествуваме и на тој начин овај наш голем празник на независност. Создавате, цртате, творите неуморно, постојано во континуитет. Од каде толку енергија? Па видете, човек кога ќе се најде во една цветна градина, особено македонска, има инспирација и едноставно си работи една многу убава, да речам, работа која не замара, туку дава нова енергија, дава поддршка, дава љубов. И токму тоа ми е инспирација да гледачи ги цветињата во живо, по парковите, по ливадите, меѓу овошките во градините, овошните градини. Едноставно тие се наоѓаат насекаде околу нас, само треба да ги забележиме и да ги запамтиме. Тој што може да ги слика, ќе ги наслика, тој што може да ги опее, ќе ги опее, поезијата, музиката. Интересно е тоа што создавате, значи, безброј вакви дела со цветења, а ниеден цвет, односно ниедно дело не наликува на претходното. Па да. Јас на шала викам дека мајка ми не ми вградила како се вели за репродукција нешто што може да го преслика истиот цвет. Така да, еве, јас со она моја шпакла, би рекол волшебна или златна, како сакате, преку разни движења на раката, преку моите, така да речам, замисли како да изгледа цвеќето, создавам различни цвеќиња, али главно се тоа цвеќиња на мирот, создавани со мојот немир, би рекол. Бевте активни доста и за денот на мајка Тереза? Да, и тој ден секоја година, еве наназад повеќе од 20 години, јас активно учествувам со оглед на тоа дека сум и меѓу првите оснивачи на Сдруженијето Скопјанката мајка Тереза заедно со Стојан Тренчевски, и секоја година на денот на раѓањето на мајка Тереза и на денот на упокојувањето, а годинава одбележавме и 4 години од незиното прогласување за светица. Така да секоја година јас подарувам тие мои цветења на мирот и хуманоста. А во 2009 година една експедиција бевме тргнати од Скопје во почетокот на мај да стигнеме во Ватикан на 24 мај и така да го прославиме, да речам, незиниот пат на хуманоста од Скопје до Ватикан, каде што јас подарив негде околу 99 цветења на мирот со ова писмо на мајка Тереза, кое таа ми го испрати на 21 март 1984 година, и токму тоа писмо сакав јас да го раширам низ бившите љуб простори во Италија и последното 99-тото, колку што 2009 година, нели мајка Тереза имаше 99 години од раѓањето, да му го подариме на Бенедикт 16. Така да ова писмо навистина заслужува и да го рецитирам, зашто тоа е и порака до сите нас. Ајде, повелете. Да.
Та, меѓу другото, ми вели: драги Живко, ти благодарам за љубезното писмо и прекрасната слика. Има наши сестри во Скопје, ако појдеш кај нив, тие ќе ти кажат како да се вклучиш во нашата мисија на љубовта. Тие се на улица Димитрија Туцовиќ, број 33, може би многу близко до тебе. Бедните се секаде околу нас, осамените, несаканите. Биди љубезен и прави им добрина на оние близко до тебе и чуваја радоста на сакањето на Исуса во своето срце, бидејќи тој е верен. Господ нека те благослови. Мајка Тереза, 21 март 1984 година, Калкута, Индија. Ова писмо на вистина е една порака за сите нас да во наша близина прво ги сакаме нашите најблиски, потоа оние што се во нашата близина, соседите, во зградата, во улицата, во државата. Едноставно да се шири љубов, позитивна енергија, убави вибрации, бидејќи само тоа каква енергија шириш, таква и добиваш, како се вели. Да, она што го даваш со љубов се множи кај тебе, кај давателот, уште повеќе. Ако гледаш со негативни мисли уште од самиот стар за одредена ситуација или за било што, не можеш да очекуваш таа позитивно да ти врати или да се случи нешто позитивно кога веќе ти си ја осудил на пропаст. Точно така. Што е со Црвениот крст? Имавме еден плакат кој за жал и не можеме во целост да го погледнеме. Да, тој плакат е по повод 75 години. Малку да подпомогнам. Да, еве само за гледачите да оставете Живко, вие зборувајте, јас ќе 75 години од основањето на Македонскиот Црвен крст, а јас бев првиот преседател на Црвениот крст на Македонија по самостојувањето, значи од 1992 до 1996 година, каде што ете така сум постојано присутен во Црвениот крст, подарувајќи им, да речеме, на крводарителите секоја година и на многу крводарителски акции низ Републикава. Така да јас сум едноставно еве и со писмото и со Црвениот крст, со хуманоста во постојана врска и она што можам помагам, како што и писмото од мајка Тереза ми даде една подршка, една силна подршка и така продолжив со таа мисија на мирот и хуманоста и до сега имам подарено над 55.000 слики низ цел свет, а имам на Струшките вечери добиено 650 факсимили со посвета, меѓу кои е и од Ференц Јухас, од Блаже Конески, од Славко Јанески, Анте Поповски, потоа имам од Хусто Хорхе Падрон, Тед Хјус, Адонис, Матеа Матески, Гане Тодоровски, Петрема Андреевски, Лу Јуан од Кина, Макото Ока и така натаму. Макото Ока, например, со неколку збора вели една птица го покрива космосот. Тоа значи дека еве јас со цветињава на некој начин така тој претпоставува дека ја покрив целата планета подарувајќи ги овие слики на поетите од цел свет кои ми подаруваа, како што реков, песна со посвета на сите можни јазици. Еве 35-6 години сум на Струшките вечери на поезијата. Кои се следните ваши активности во овој септемвриски период од 2020-та? Па следните активности ми се поврзани со една изложба што статистика исто така годинава одбележува 75 години од основањето, каде што јас им направив 75 слики за статистика, за одбележување на тој голем јубилеј и тие ќе бидат изложени во текот на октомври месец. Исто така размислуваме со Лајонс клубот Вардар да направиме една хуманитарна изложба за Либан, каде што на тој начин ќе поттикнеме и ќе помогнеме оноку колку можеме. Има и други активности кои јас годинава ги одбележувам како 35 години мојата активност почнувајќи од 10. октомври, значи на 10. октомври правам 35 години од мисијата на мирот со светето. Што убаво, нека се множат. Подарувајќи ги во Обединетите нации првите 160 слики со една порака дека цвеќето во човекот не го сака ветерот на војната,
Јас не измислувам нови цветови, туку ги пресликувам цветовите во луѓето што ги сакаат мирот и слободата. Па годинава еве така планирам да го заокружам тој јубилеј 35 години на мисијата на мирот и од прилика тогаш и роденденот ми е мој на 2 октомври. Денот на се почестиме. Да, денот на ненасилството каде што ете ми прилега тој датум. Да, баш. Супер. Искрено, ете, многу брго ни летна времето. Ја ви посекам да ви се реализираат сите ваши замисли и планови во следниот период од оваа 2020, па и следната 2021. Да имате добро здравје, уште поголем, уште повеќе да творите, уште повеќе да го ширите, што се вели цвеќето на мирот, за да биде достапно и да го има секој да се потсетува на Живко Поповски Цветин. А еве, јас со овие вака два дела, еве, две ваши дела, ќе ве поздравам. Да, јас само сакам да кажам една секунда што се вели. Оваа слика со 200 златни рози ги посветив по повод 200 години од раѓањето на првата медицинска сестра Флоренс Најтингел. Аха. И годинава на 12 мај јас имав еден настан кој беше посветен на медицинските сестри, техничари и сите оние здравствени работници кои во овие услови на пандемијата, значи исклучителни херои да помогнат на луѓето да оздрават и на тој начин еве сакам да ги поздравам и да ги охрабрам и да ги поддржам во нивните напори за борба против ова зло. Супер, јас ве поздравувам на самиот крај, ви посакувам уште еднаш добро здравје и се гледаме повторно во некоја следна прилика. Ви благодарам. А, драги мои, ве поздравувам и вас со овие два прекрасни цртежи на Живко Поповски Цветин. Останете во добро здравје и добро расположение, имајте убаво и пријатно попладне, останете на фреквенција на Телма. Се гледаме утре 16:15. Поздрав!